Со зурли, тапани, песни и свечен василичарски амбиент почна традиционалната прослава на Стара Нова година во Вевчани, која кулминира со василичарскиот маскенбал, кој според некои записи има 1400 годишна традиција. Посетителите со нетрпение чекаат да ги видат маските кои се подготвуваат 365 дена, а многумина ги прават и последните подготовки за да се приклучат на лучниот театар и да го изгледат василичарското оро. Дефилето на василичарите се очекува да започне секој момент, а дотогаш во старите огништа ќе се приготвува кашаник, традиционален вевчански специјалитет кој се послужува со луканци, вевчански домашни колбаси, домашно биено сирење и кисело млеко. На маскенбалот уживаат бројни домашни и странски гости, кои се напија и по некоја чашка греана ракија. За некој карневалот е вистинско откритие. Годинава Вевчани го има можеби и најмладиот василичар откако постои карневалот. Јас мислам дека нема помлад, а плюс тоа е женско. А женските се понов елемент во самава карневалска веселба. Малата се вика Ана и има само 3 месеци. Вевчани живее за големиот христијански празник Свети Василий, кога илјадници василичари под маски ги исмејуваат негативните општествени појави, но и актуелните политички случувања кои одбележаа годината што измина. Го прашавме градоначалникот како ќе реагира доколку неговиот лик се најде меѓу маскираните. Како би реагирал, би примал нормално, тоа е све. Ако има, ќе има сега. Што сум правил, ако сум сгрешил нешто, ќе го видите и тоа сега. Черка ми се маскира, па не знам, излегува од дома, има нешто на нив, одат во друга куќа, таму се доправа, значи... Интересно е спознато кога доманата Василише кои се подпала? Интересно е. Бидејќи ја и вчера кажав дека не се маскирам, никогаш не сум се маскирал, меѓутоа децата мои се маскираат. Откако постои Вевчани, оттогаш постои и карневалот. Се маскира 40% од населението, а карневалот трае цели 48 часа. Со топла раќа и греано вино лесно се издржува, велат вевчанци.